Почитувани гледачи, добра вечер. Ново издание на емисијата Ваш термин, понеделник 17:10. Тука сум јас како ваш домаќин Виолета Петровска-Пиричис и како денешниот доктор кој што е веќе со мене во студиото и одговорен за денешната тема. Тоа е доктор Дејан Филиповиќ кој што е дерматолог, а ќе говориме на тема екзема. Инаку доктор Дејан ни доаѓа од здравствениот дом Поликлиника Битпазар. Таму работи и се надевам дека сето она што денес ќе го говориме во однос на овој проблем, екземата, значи проблем со кожата, ќе биде од ваша корист да знаете малку повеќе информации, значи што представува екземата, кои се тие симптоми кои што се јавуваат, значи како се диагностицира, како оди лекувањето и така натаму. Меѓутоа, пред да го започнеме од разговорот за денес, би побарала од режија да направиме една мала пауза, да пуштат реклами, подготвениот прилог за екземата, а потоа се враќаме во студиото да започнеме денешната емисија. Онлайн издание со содржини и вести од сите области од Македонија и од диаспората за афирмација на македонските национални вредности во цел свет, секаде каде што живеат луѓе чија етничка и државна припадност ги поврзува со Македонија. Македонско сонце, 18 години, македонски светски магазин. Големиот љубеник во еднината на Македонија. Донатор и голем хуманист. Големиот македонец. Голема љубов кон древните македонски корени. Само сонцето е постаро од Македонија. Ѓорѓија Ѓорđ Атанасовски. Читате Скопско ехо. Бесплатен неделник на македонската метропола. Промедика Медикал Центар нуди широк спектар на специјалистички услуги. Тимот е составен од стручни лица, подготвени со своето знаење и искуство да се грижат за вашето здравје и со помош на најсовремена опрема, прецизно да постават диагноза и да одредат соодветна терапија. Заедно се грижиме за вашето здравје. Промедика Медикал Центар. Градско такси Сонце. Повикајте не на телефонскиот број 15 100 или титнете на 072 25 25 25. Ќе не препознаете по сликите на македонското Сонце, Александар и портата Македонија на нашите возила. Нови возила со професионални возачи. Безбеден превоз за вас и вашето семејство. Пристигнете на вашата дестинација со стил. Прашајте за попуст кај вашиот возач. Градско такси Сонце. Повикајте не на телефон 15 100. Еве сме повторно во студиото, најавив прилог за екзема, меѓутоа се надам дека подоцна ќе го погледнеме.
Како што кажав во најавата, значи говориме на тема екзема. Со мене во студиото денешен гостин е доктор Дејан Филиповиќ, кој што е дерматолог и ни доаѓа од Здравствениот дом Поликлиника Битпазар. Доктор Дејан, добре дојдовте за прв пат во ваш термин и ТВ Сонце и се надевам дека ќе имаме убав разговор денес. Добро вечер и добро ве најдов. И јас се надевам исто. Така. Одлучивме да говориме за екземата, ми се чини дека уште повеќе што некако ова време кога заладува, тоа е еден плюс фактор кој што на некој начин прави проблем на кожата, па можеби на некој начин и така и започнуваат проблемите со екземата, што не мора да е правило, нели? Меѓутоа затоа си тука ќе ни кажеш повеќе. Па ајде на почеток вака првен да ни објасните што представува екземата како проблем со кожата. Како што рековте, значи на самиот почеток, ладното време, како и екстремно топлите температури, се еден од ризик факторите, меѓутоа ќе ги споменеме нив подоцна. Екземата представува, значи екземот всушност представува едно екзематичен осип, односно најчесто воспаление што се јавува на кожата на човекот. Честопати знаат за екзема да употребат збор дерматитис. Меѓутоа морам да напоменам дека дерматитис и екзема не се синоними. Односно дерматитис значи воспаление. Значи едното со другото и не е баш исто. Многу е битно за клиничарот, за дерматологот да знае да го разграничи екзематичниот осип од, да речеме, например, псориазиформен осип или лихеноиден осип, како би поставил правилна диагностика, со што нели и терапијата што би ја употребил би била поефикасна и правилна. Многу е битно да се познава, како што напоменав, екзематичниот осип, затоа што битно е да се забележи една примарната лезија, што се јавува првично, потоа да се познаваат останатите компоненти од самиот осип, односно еритемот или црвенилото, потоа везикулите или пликовите во одредени случаи, кај одредени типови екземи, потоа сквами или лушпи и слично, нели како повторно би рекол, како би го диагностицирал правиот тип на екземот. Тоа значи дека различни видови на екземи имаат различни симптоми? Па горе-долу. Значи, кај екземот постојат три фази. Тоа се акутна, субакутна и хронична фаза. Меѓутоа, тоа не значи дека се јавуваат и по тој редослед. Значи, може да се јават без разлика на возраст, на години, на пол и слично, може да се јави екзема во било кој стадиум и да прејде во останат некој стадиум без некој правилен редослед. Екземот, морам да напоменам, е дерматоза што не може да се излекува, меѓутоа може да се третира. Значи да се среди, да се повлече и слично. Сакате да кажете до крајот на животот оние што имаат проблем со екзема си го имаат тој проблем? Па така некако, меѓутоа звучи малце неблагодарно, не може да се излекува. Малце страшно звучи. Она се повлекува екземот. Песимистички. Да, екземот се повлекува, значи нема промени во кожа. Меѓутоа после ќе напоменеме покрај одреден број на ризик фактори, нели може да дојде до екзацербација, односно до појавување на симптомите на екземот. Битно е да кажам дека во идеални услови екземот самиот од себе може да го снема, односно да се повлече од кожата. Сега што значи тоа идеални услови? Тоа е практично невозможно, бидејќи тоа значи дека не треба ни да се чешаме, ни да бидеме во контакт со секојдневието, односно детергенти, прашина и слично. Што е пак ќе речам практично невозможно. Не можеме да се изолираме до толку. Исто така често луѓето се склони кон само лекување, односно при појава на било што црвенило, чешање, гребење по рацете, веднаш сакаат нели да интервенираат со разни креми, масти и слично, што нели во случајов не оди во корист, пошто може само на штета да биде. Па зависно сега, може и да се погоди, меѓутоа од моето искуство најчесто оди на штета на самиот пациент. Значи најдобро е да посетат дерматолог веднаш по првите симптоми, како нели би се дала времена терапија и правилна и би се реагирала на време. Така, вие ве дадовте како еден вовет, ми сигнализира Дарио, режија, можеме сега да го пуштиме прилогот? Не, телефон имаме, ајде да слушнеме кој е на линија, па ќе го слушнеме и прилогот подоцна. Добро вечер. Ало, добро вечер. Повелете. Едно прашање, поздрав до водителката и многу до лекарот. Благодариме. Повелете. Ја бев на дерматолог
црвенило ми се појавуваат од колена нагоре, стомакот и чешање кичмата само и позади така. И поарно ми дојде одени декросин од 5 милиграма, и 2 пати по едно пиев. Така. И едно се латиница слабо моја да чита суретес од 10 милиграма. Добро, доктор Дејан, дали сватите? Едно на вечер од тоа. Добро, еве разбра доктор Дејан за што се работи. И сега се испив тие, по една недела, две, еве пак се црвенило ми се појавуваат, а не ме чешат, ретко. Само црвенил. Ама, Значи сакате да пак кажете се црвенило повторуваат ми се појавуваат. симптомите? Ви се И да повторуваат не знам кој е симптомите, тоа. така? Ви се повторуваат, велам, Така симптомите. Молим? Велам, дали ви се повторуваат симптомите и покрај терапијата? Тоа ве прашувам. Па да, еве пак црвенило. Црвенило и одемнавен па ме чешат вака позади. Добро. А на нозите црвенило и на стомакот. Значи тоа се деловите каде што имате проблем. Да, е тоа Дали е. за А некој не тип на сегде, екзема? е тоа, на тие Дерматит. места. Веројатно, вака од слушање малце неблагодарно да коментирам секогаш за без да кожните видам, работи. верувам Добро, во ве судот. разбравме за што станува збор. Може да останете да слушнете што ќе каже доктор Дејан. И благодарам на госпоѓата за прашањето. Верувам во судот на колешката или колегата. Не можев баш да сватам конкретно Така, за според која. терапијата, што Веројатно мислите е дека некој тип Да. на екзем или некој тип на дерматитис. Меѓутоа, ќе кажеме, мислам, малце повеќе кога ќе дојдеме околу терапијата. Тоа е проблемот со овие екземи, што се доста хронични, често се повторуваат. кажавме, тешко Така, се лекуваат. треба, значи, пациентот многу да соработува со лекарот, да ги слуша советите, да употребува заштити. Меѓутоа, сепак би зборувал после повеќе кога ќе зборуваме околу терапијата за екземите, како би се Во секој случај како се станува збор на надоврземе. некој вид дерматит или екзема, како што Дефинитивно, кажавме, кои што се дефинитивно. досадни и навистина многу тешко можеме Дефинитивно, да ги верувам терапијата е правилно дадена и се, Меѓутоа, доколку госпоѓата сака на некој може да начин- дојде и кај мене на преглед каде нели Да, многу попрактично ќе биде и кога ќе видам и што е како е користено претходно сме паќе. кажале за кожните работи, дека не се појде да се види, нели, дерматолог да види за што станува збор, не можеме точно да утврдиме. Меѓутоа, секако Тоа е нашите гледачи голема- се љубопитни, па сакаат и по Тоа е телефон голема да предност прашаат. во дерматологијата, што може да се види со очи. Так. А сега од режија прашувам што дали ќе може прилогот да го видиме па да продолжиме или? Екзема е општ термин за многу видови на воспаленија на кожата дерматитис. Најчеста форма на екзема е атопичен дерматитис. Понекогаш овие два термини се користат наизменично. Сепак, постојат многу различни форми на екзема. Екзема може да влијае на луѓето на било која возраст, иако е најчеста кај бебињата, а околу 85% од оние кои се нападнати од екзема, почетни појави добиле пред 5-та година од животот. Кај половина од погодените бебиња, екземата трајно ќе исчезне после 3-та година. Во другите случаи, оваа состојба има тенденција да се повторува во текот на животот. Луѓето со екзема често имаат семејна историја на болеста или семејна историја на други алергиски состојби, како што се астма или поленска треска. Атопичен дерматитис припаѓа на групата на сродни болести, вклучувајќи алергија на храна, астма и алергиски ринитис, кои имаат тенденција да се развијат во низа, што укажува дека атопичен дерматитис кој ќе се појави во раната возраст може да доведе или да предвиди други алергиски болести во подоцнежната возраст. Екземата е малку почеста кај девојчињата отколку кај момчињата. Таа не е заразна, но бидејќи се верува дека барем делумно е наследна, не е невообичаено да се најдат членови на исто семејство кои имале сличен проблем. Медицината не ја познава точната причина за екземата. Дефектот на кожата која нарушува сопствената бариерна функција, заедно со нарушена функција на имунолошкиот систем, се верува дека се важни фактори за екземата. Истражувањата покажаа дека кај луѓето со атопичен дерматитис постојат ген дефекти кои водат до
абнормалности во одредени протеини, како што е филагринот, кои се важни за одржување на бариерната функција на нормалната кожа. Некои форми на екзема може да бидат предизвикани од материи што доаѓаат во контакт со кожата, како што се сапуни, козметика, облека, детергенти, накит или пот. Животната средина и бројни алергени исто така може да предизвикаат појава на екзема. Промени во температурата или влажноста на воздухот, па дури и психолошки стрес може да доведе до појава на екзема кај некои луѓе. Во светот, во зависност од регионот, до 10% од возрастните и 30% од децата се засегнати од екзема. Преваленцијата на состојбата се зголемува. Не се идентификувани јасни ризик фактори, освен кога е присутна фамилиарна историја на алергиски болести и најверојатно изложеност на поголем ризик од појава на екзема. Ете го слушнавме и прилогот кој што го подготвивме денеска за екзема. На некој начин сето она што го слушнавте во прилогот и доктор Дејан на почетокот горе-доле го кажа, го објасни. Значи, да се обратам и до вас, гледачите, што не следите, ќе можете да не добиете нашите телефони, веќе познати ги имате на екранот, за сето оно што сакате да прашате околу овие проблеми со кожата, кога станува збор за екземата, за дерматитисот. Доктор Дејан, ајде стигнавме сега до оние симптоми. Како што можевме да забележиме од прилогот, значи различни симптоми се јавуваат на кожата. Дали има разлика симптомите кои ќе се јават кај мало бебе, кај деца, кај повозрасни, и малку да ни појасните околу оваа цела симптоматологија во однос на екземата и дерматитисите? Токму така, убаво кажавте, значи симптомите горе-долу сега на клиничарот дефинитивно многу попознати се, меѓутоа највеќе се разликуваат во кај возраст, односно од локацијата, во локацијата, во појавување, во местото на појавување. Кај инфантите, односно кај новороденчињата, па до 2 години, бебињата. Најчесто овие промени се јавуваат по обравчињата и на скалпот, односно косматиот дел на главата. Кај тинејџерите, да речам до 18 години, сега тоа нема некоја конкретна граница, нели, најчесто знаат да се јават промени по внатрешниот дел на лактите, потоа по колената, по нозете, по телото, по рацете, па може исто и на лицето, значи не кажуваме сега дека само таму, значи сепак сите делови може да бидат зафатени, меѓутоа најчесто на овие места. Додека кај возрастните, да речеме над 20 години, што пак напоменам не е случај, може да биде и кај помлади, на рацете, на нозете, оние познати екземи, народски кажано маја сил, што се јавува најчесто по рацете, по дланките, по шаките. Така, ајде да имаме гледаш да го слушаме, па ќе продолжиме. Добро вечер, за кого? Повелете. Се јавуваме од Прилеп. Повелете. Имам едно внуче, дланките му се онадени, не му се црвени, му се суви. С ним биле на дерматолог на 3-4 доктори. Така. Ништо нема подобрување. Сакам да прашам доктору што може да биде. Колку години има детенцето? 32 години. Значи веќе возрасен, пошто Возрастен. Рековте внуче, да. Ми е. Добро. Се сум пробала и тревки и мевки што се вели природни. Така. Нема ништо подобрување. Значи рековте на дланките? Дланките само му се. Од внатрешната страна, така? Да, дланката. Дали има некој црвенило, некој нешто, дали има Ништо нема, ни црвенило, ни ништо. само сувост и чешање? Само сува и го чеша. Ето, сакам да... Так. Добро. Добро, ви благодариме што се јавивте, еве ќе Добро, видите што ќе ви посочи Сакам да ми доктор Дејан. одговори докторот. Нема Благодарам. проблем. Благодарам на прашањето. Јадежот, односно Така, чешањето што е може дефинитивно еден од главните симптоми на екземата. Така. Односно оној симптом што највеќе проблеми прави. На почетокот заборев да напоменам дека чешањето донесува до раскрварување на местото каде што е оваа промена и тоа може да биде момент кога може да се накараме некоја суперинфекција, односно додатна инфекција, нели, од надворешните фактори.
Сега, доколку нема ништо на рацете, веројатно е некоја сувост, ксероза или некој пруритус или некој чешање, или некој неуродерматит, не би рекол дека станува збор за онаа класична екзема. Значи, веројатно, потребна е, сега не знам што рекли лекари, колегите, кај што била господјата со внукот, веројатно, потребна е она редовна хидратација, мачкање по 4 до 5 пати со хидратантен крем кој обновува и заштитува, потоа поретко миење на рацете, односно поретко доаѓање во контакт со детергенти, сапуни, дезинфициенци особено. После ќе наведеме у ризик фактори кои уште надворешни фактори треба да се избегнуваат доколку не ги сакаме да се заштитиме. Така да, редовна хидратација, заштита на раце, избегнување на некои вакви надворешни фактори, мислам дека ќе има големо подобрување, доколку е само на дланките и на шаките. Така. Во секој случај станува збор на некој тип на екзема, меѓутоа не како оние кои што можевме да ги видиме од прилогот со црвинова. Така, ова е, реков, или е некој невродерматит или некој благ пруритус што не е екзема, меѓутоа е во дерматологијата. Што невродерматит, доктор Дејан? Нешто поврзано со стресот или? Па, веројатно така нешто, да. Да не објаснуваме, ќе ни треба стварно подолго време. Тука стигнавме со симптомите, значи кажавме нешто дека е различно кај бебињата, кај возрастните, каде се јавува од прилика. Што е причината за да се појави кај бебињата? Овој дерматит? Па генерално причините, вака сега, етиологијата, односно настанокот на екземата, до сега во медицината не е познат. Не е точно утврден. Значи како настанува не се знае. Меѓутоа се смета, и тоа е веројатно доста точно, дека два фактори играат улога во појавувањето на овие промени на овој осип екзематичен, односно надворешните, односно, наследните или хередитарниот фактор, односно, додека едниот родител во детството имала топична кожа, склона кон вакви промени, односно сува кожа, или не знам, некои екзематични промени и слично, голема е веројатноста и неговото дете или потомок да има. Доколку двата родители имаат, нели, процентот за детето да добие поголем, меѓутоа не значи дека и со сигурност ќе добие. Освен овој, значи, наследен фактор, тука е присутен и се присутни факторите на околината, односно надворешните или екзогените фактори, кои според мене играат најглавна улога во појавата на екземи. Од овие фактори би напоменал повеќе групи, односно иританти, дел од нив се иритантите, а тука спаѓаат, како што претходно напоменав, сите детергенти, прашоци за перење, омекшивачи, дезинфициенси, потоа, може би интересно, свежо цедени сокови од некој овош, знаат да бидат страшен иритант. Потоа, зеленчук, голем број на зеленчук, месо и така натаму. Потоа, тука се алергените, односно домашната прашина и сите типови на прашина воедно. Домашните миленици, мувлата, потоа перутот знае да биде страшен проблем. Потоа, како што вие напоменавте на почетокот, топлото и ладното. Така, да, или екстремното топло, кога се потиме или пак кога ни е сува кожата. Значи, во лето, оние екстремно топли услови знаат да бидат фактор за појавување, за екзацербација на симптомите на екземот. Како и, нели, особено овој период сега, ниските температури, или во зима кога ќе биде температурата и под нула. Потоа хормоните, нели, најчесто кај жените во време на бременоста, затоа често знаеме ние лекарите да побараме хормонски статус со крвна слика, нели, доколку мислиме дека се работи за некој тип на екзема. Голем број на храна, млечни производи, особено некои семки, житарици и слично. И најбитен фактор од надворешен аспект, односно фактори на околина е стресот. Значи, стресот е дефинитивно и од моје лично искуство и од искуство на колегите и по литературата што пишува, е главен фактор за појава на овие промени. Обично тоа се случува кај луѓе што се под константен хроничен стрес, па и кај оние со нели акутен, моментален, јак стрес, знае да дојде до појава. Луѓе што највеќе страдаат, морам тука да се надоврзам, се по професии на некој начин ги поделу. Значи, луѓе
да речеме, што работат во администрацијата, што се нонстоп во контакт со хартии, со документи, со таа прашина што ја напоменавме. Тоа тука спаѓаат веројатно економисти, адвокати и така натаму и така натаму. Потоа домакинки, сега и тоа е на некој начин професија. Значи, кај мене пациентите, да речам, 50% се домакинки, жени што се во куќата, што одржуваат куќата и што се грижат за се во куќата. Значи, сите тие средства што треба да ги употребат, така. Ностоп се во рацете во вода, значи со детергенти, со мекшивачи. Потоа занаетчи кои што се во контакт со разни, тоа не напоменав, со метали, со струготини, со прашина и така натаму и така натаму. Ова се воедно и луѓе што кај кои многу потешко може да се многу поспоро доаѓаат резултатите, без разлика на терапијата, затоа што се во постојан контакт со овие ризик фактори и многу потешко терапијата доаѓа до израз и треба многу поголем период да помине. Па како што рече, еве сега ќе се надоврзам првата госпоѓа прашањето, веројатно и затоа не може веднаш да се излекува, затоа симптомите, затоа осипот повторно се појавува и тоа така оди во круг се додека. Јас ги советувам моите пациенти со екзема. Обично луѓето, се извинувам што ве прекинувам, кога станува збор за овие кожни проблеми, бидејќи навистина се непријатни и нели кога веќе имате нешто што на телото кое што ве чешаве, пече, се појавуваат црвенила, кога не поминува еднаш, два пати веќе им станува загрижувачко, се велат што е ова, зашто нели покрај сите тие третмани и креми, јадежот, пецкањето, чешањето, иритација, нервоза. Заборавив да напоменам на почетокот, екземата не е заразна. Додека ликот, како што беше и во прилогот дадено, невкусно изгледа. И веројатно овие луѓе имаат и проблем со тоа, ќе се поздравите, ќе ве видат, па знаете луѓето како одма судат, мислат дека е заразно, што е, како е, па така да сето тоа представува проблем, па и на психичка база, така да. Доктор, спремајќи се за темата, прочитав дека оние исто деца кои што имаат проблем со алергија на полен, астма, астматични проблеми, дека може понатаму во животот да развијат екземи или дерматити во однос на кожата. Точно ли е тоа? Има ли тука поврзаност? Па се смета дека екземот е еден тип на алергиска реакција. Морам да напоменам дерматитите по делбата, значи еден од обширниот, најпознат во наводници дерматит е атопискиот дерматит. Него го постојветуваат со алергиски реакции. Така исто како што рековте со поленот, со такви благи алергиски реакции може да има вистина. Не е тоа докажано, меѓутоа се на некој начин се што ќе се натрупа како отров во организмот, претпоставам дека делува и на влијае на кожата. Поленот е еден од ризик факторите, значи сето тоа има некаква врска со појавувањето на овие исипи, на овие промени по кожата. Тука доаѓа и тоа дека често пати нели повеќе типови на кожа постојат, масна, сува, комбинирана и така натаму и така натаму. Често пати овие промени се јавуваат кај луѓето со сув тип на кожа. Значи ова си бара редовна хидратација, односно еве да кажам на пример, после секое бањање веднаш треба да се нанесува млеко, хидратантно млеко со, сега постојат денеска бар ни се достапни еден куп на прекрасни фирми и на производи каде што порано да кажеме немало, еден да не се дозволи да биде сува кожа. Така. Значи самите купки што ги користиме млека за бањање и тие може да бидат за сува кожа. Значи уште од помлада возраст, нели зависно кој има проблем, треба да почне со правилна терапија и на некој начин заштита и превенција. Така, значи би сакала сега нешто околу диагностиката да кажеме, бидејќи кажавте дека кога ќе дојдат кај вас, нели, нормално вие ќе видите зашто станува збор, ќе го видите тоа црвенило, значи бидејќи кажавме дека може да биде различно, нели да се разликува, па како точно утврдувате дали е екзема, дали е атописки дерматит, значи постојат ли некои додатни испитувања освен тоа што ќе го видите вие тоа, нели, со око, за да се утврди точно што е? Така. Вака сега, како би започнал? Конкретно за екзема тест... Треба да видиме и да видиме што, меѓутоа како точно. Конкретно, дали е екзема тест, не постои. Така. Постои
еден начин земање биопсија, меѓутоа сепак тоа не е тест од прв избор. Така. Тоа е парче кожа кој подоцна се испитува на микроскоп хистопатолошки, па се знае, тоа е најточно, меѓутоа не е тоа од прв избор во секој случај. Тоа е на крајот, ако веќе стварно не знаеме, све сме елиминирале, па тогаш го користиме овој принцип на значи како последна варијанта. Да, јас би рекол дека диагностиката пред се е искусното око на диагностичарот, на дерматологот. На почетокот, како што кажав, елиминација на другите, прво гледа правилно диагностицирање, значи познавање на осипот, познавање на пропратните компоненти на самиот осип, проверување на сите претходни податоци, претходна анамнеза, минати заболувања, крвна слика, хормонски статуси и така натаму и така натаму. Меѓутоа во дерматологијата е проблем што постојат милион дерматози и се многу слични меѓу себе. Тоа ми беше и поентата, како ќе утврдите. Значи, предпоставам дека за различните дерматози, различни типови на креми, некои лекови треба да се користат. Во секој случај. Доколку сакаме да ја дадеме правата терапија, најбитна е правата диагноза. Пред се, правилна анамнеза, односно испитување на пациентот, диагностицирање, клиничката слика и елиминирање, според мене, на останатите дерматози, што во случајов може да бидат разни габични заболувања, да речеме тинеите. Тинеите се многу слични, особено кај возрастните луѓе, кај што се присутни екземи на рацете и на стапалата, се многу слични со тинеите што се јавуваат, односно габичните инфекции на истиве места. Доколку сакаме тоа да го елиминираме, значи правиме тест за габички, односно се зема бриз од самото место, од самата промена, после еден краток период од половина час, дознаваме резултат дали се присутни габички или не се. Доколку не се нели присутни габички, тоа ни оди во корист на диагноза за екзем. Подоцна, тоест, уште може да провериме и со алерготестови, да видиме дали е некој контактен дерматит. Пошто не напоменав, постојат повеќе видови на дерматит, па и на екземи, нели различно е, меѓутоа пак се во некоја блага врска. Од атопискиот дерматит, што го кажавме, потоа контактен алергиски дерматит, еден од почестите, иритантен контактен дерматит, потоа нумуларна екзема, дисхидротична екзема, што е многу честа кај помладите дечиња со појава на едни како мали пликчиња полни со вода, или помфолокс, попознато е сега, не знам. Потоа стазиниот дерматит, што се јавува ради проблеми со циркулација кај повозрастни луѓе, особено доле на подколеницата, и така натаму и така натаму. Така да треба прво да разграничиме за каков исип се работи, ако е веќе за екзема, да знаеме кој тип на екзема, па да знаеме да ја дадеме правата терапија. И да елиминираме, нели, доколку постои алергиска реакција, може да е некој контактен алергиски дерматит, па треба сасвим друга терапија се даде и така натаму. Кога видите контактен дерматит, дали тоа значи дека ако има контакт, се појавува, може ли после извесно време, ако нема контакт со тој предизвикувач, да се повлече или мора да се санира и да се излекува? Контактниот дерматит се јавува строго после контакт со некој алерген, односно со нешто што може да предизвика алергиска реакција, односно одговор на имуниот систем на телото. Меѓутоа симптомите траат додека не се излекуваат. Меѓутоа додека не се излекува, нели, веднаш се прекинува со контакт, прво се наоѓа што е, тоа е многу битно, нели? Постои иритантен контактен дерматит. Тоа е кога нешто сме изложени на нешто многу подолго време. Тие се малце по тешки за лекување и по жилави за излекување. Тоа е затоа што подолго трајно било делувањето? Да, повеќе време траело, па реакција е створена и треба време да помине. Додека контактните може да се десат во рок од 5 минути. Доколку нели нешто е страшен алерген. Так, ајде да слушнеме кој е на линија. Добро вечер. Дали се слушаме? Добро вечер, ве слушаме, повелете. Добро вечер, убава и среќна вечер вами, на вашиот гостин. Едно прашање до вашиот гостин. Повелете. Мене под коленицата и горе плочката не можам да одам од левата нога. Зашто и како да ми каже, не знам и јас. Просто кривам на неа. Кој ќе одам, баш една комшика ми вика, ама ти кривише, ја уопште не сум, и после кога се видов, стварно дека кривам. И зошто, не знам, и левата рака ми отечува, баш на дланката. Дали е тоа некој за одговор, а и друго,
под градата, мене кој ќе се потам црвенило имам доста и не знам што да правам. Јас се извинувам, тоа не е во домен, меѓутоа сакам да ми одговорите на тие прашања. Ви благодарам унапред. Ви благодариме и вам. Сега поставивте, мислам, чини 3 прашања. Спомна болка некоја сега. Така, дали е тоа ортопедски проблем, не знам. Сакав да прашам дали постои некоја промена, некој црвенило, некој исип, нешто, дали постои. Не спомна такво нешто. Единствено нешто за кое што мислам дека сте компетентни беше црвенилото под зградата. Ја би кажал сепак и за ногата на господината и за раката, доколку постои нешто, некој исип или нешто. Да. Значи може да се работи или за екзема, меѓутоа може да биде и некое габично заболување, може да биде така да сепак треба да се провери, да дојде во поликлиника Битпазар, каде што би ја прегледали, би дал правилна терапија. А за градата, во 90% од случаите се работи за кандидијаза под градите. Веројатно од под, сега не знам господјата колку има, меѓутоа без разлика, особено кај постарите луѓе, знае да се јави кандидијаза поради најчесто потење. Меѓутоа може да биде и некоја реакција на градникот. Така да сепак не би давал дијагноза од памет, меѓутоа ете диференцијално дијагностички постојат повеќе работи. Сега да не навлагам премногу, што би се разграничиле и што би се дознало. А отокот на раката, од што би можел да се јави? Дали е тоа поврзано со овие проблеми или не? Па видете, кај екземот поради чешањето и тие работи. Знае да се јави, да се накалеми некоја инфекција бактериска. Во тој случај знае да се јави оток. Меѓутоа пак треба да се види каков е отокот, колку е стар отокот, пошто можат да се јават кај екземот рагади, тоа се онакви како бразди во кожата, како ранички, така да оток во принцип не е стално присутен кај оние почетни екземи. Кај некои екземи малце што се пострашни, да, има оток, меѓутоа тоа се заснова на инфекцијата. Така да сепак не знам за каков оток се работи и пак би рекол, би ја советувал господјата слободно да дојде во поликлиника Битпазар по јавна здравствена установа, здравствен дом, како би бил извршен преглед и би била дадена соодветна терапија. Така, ние секогаш потенцираме дека ние не можеме проблемите да ги решиме нели вака преку телефон, меѓутоа секако можеме да ви дадеме некои насоки пак како да почнете да ги решавате. А секако кога станува збор пак за вакви кожни проблеми, секогаш треба нели да се види сето она што се појавува на кожата, да го види специјалист дерматолог и како што кажа и пред малку Дејан да утврдат што точно е тоа што се појавило на кожата, бидејќи кажа дека постојат повеќе видови на екземи и дерматитиси кои што се јавуваат и тоа на различни делови од телото. Доктор Дејан, кажавме за дијагностиката, дека што и како се презема, што од кога ќе се утврди? Претпоставам дека се пристапува кон решавање на проблемот, некогаш таблетарна терапија, креми. Колку време тоа практично треба да се применува за да се санира проблемот, бидејќи знаеме, како што и вие кажавте, може да се санира, па потоа повторно да се јави. Така, зависно од типот на екземот во случаев. Јас практикувам после дадената терапија да ги викнам пациентите на контрола, да речеме за 10 дена до 2 недели, како би видел како делува терапијата и до каде сме. Зависно и од типот на екземата, од степенот на екземата. Најчесто знае тоа да биде месец, меѓутоа некогаш и повеќе. Не разбирате. Најбитно е да се долечи. Не да се престане, малце ќе поминат промените и одма готово, нема потреба терапија. Сакате да кажете цела терапија да се потроши, да се колку што ќе одреди лекарот во случај, специјалистот. Затоа што ми се случувало честопати, од искуство кажувам, недела дена мачка пациентот, после тоа поминало и после 2 месеци доаѓа докторе полоше, додека се разбереме дека не е користено правилно, не е доволно време колку што е кажано, меѓутоа тоа често се случува, нели луѓе со сегашниот начин на живење, со овој турбо живот, ја и го разбирам тоа, меѓутоа сепак треба да се искрени пациентите со лекарот како па да знаете вие како понатаму да постапите, така. Со екземите е исто така многу битно пациентот да соработува со лекарот специјалист. Затоа што сепак на некој начин додека трае терапијата мора да има соработка од пациентот, односно на тамошна превенција од претходниве алергени
и ризик фактори што ги напоменавме. Затоа што, еве, спомнав пред малку за наетчи, доколку лечиме екзем кај некој за наетчија што работи некој металостругар или слично, сега да не навлагам, доколку тој продолжи да работи без заштита на раце. Константно изложен, ги мие често рацете, ностоп му се вода, значи не може да очекува да има резултати. Така да мора соработка како би се постигнала како третманот би бил успешен за многу пократок период. Така, што во случај кога еве од прва рака, нели, давате терапија, не поминува, доаѓа како што велите повторно кај вас, дали ја давате истата терапија или ја менувате терапијата? Секако дека ја менувам. Така. Се знае како која терапија се дава и кога се дава и до каде може да оди. Доколку е присутна некоја инфекција, значи прво се лекува инфекцијата, потоа се пристапува на лекување на самиот екзем, нели? Значи побитните работи прво тоа се системски се оди, па нели за на крај да се постигне правилниот резултат. Често пати знае да се случи, морам да кажам, знаете луѓето како се склони кон барање веднаш на совети, кон верување на оние бабини народни лекови, каде што па да не претерам, ама во 90% од случаите знаат да дадат негативен ефект. Така. Па потоа самиот дерматолог да не знае да установи по клиничката слика за што се работи. Затоа што доаѓа до изобличување на самата клиничка слика, до промените, значи на кожата, од, да речеме, некои хемикали, оцети, детергенти, не знам, мачкања на разни креми, што најчесто пациентите не го пријавуваат тоа, затоа реков, детална анамнеза е многу битна, прав разговор со пациентот како нели би дознале све што е потребно, за да можеме да дадеме диагноза и правилна терапија. Во секој случај, како што и вие напоменавте, тешко се санираат, треба многу време и затоа тука би сакала да напоменам до нашите гледачи дека треба да бидат упорни, да не се плашат ако се повторува или не е тоа нешто страшно или нешто загрозувачко по нивниот живот, меѓутоа дека се досадни, дека навистина може да се повторуваат и те како се повторуваат. Би сакала вака, негде сме тука при крајот на разговорот, меѓутоа кога зборувам за проблемите со кожата, секогаш кажуваме дека кожата е нашиот најголем орган на нашето тело и некако таа највеќе што трпи надворешни влијанија, значи кога станува збори за сонце и за ладно, колку е важно и што треба се ние да правиме во секојдневието за на некој начин да си ја заштитиме нашата кожа, а воедно и да се заштитиме пак од вакви влијанија и појави на екземи и дерматити. Како воопшто да се однесуваме во секојдневието, значи дали тука игра улога и имунитетот кој што е многу важен кај една личност, нели, за појава на порочам на секое заболување. Што треба да правиме? Морам прво да напоменам, кога доаѓаат пациентите кај мене, кога лекуваме екзема, уште на самиот старт ги предупредувам дека мора да бидат стрпливи и трпеливи и упорни пред се. Затоа што, како што рековте и вие, упорноста е најбитна во кај оваа проблематика. Терапијата се состои од креми, од масти, од некој случај ампуларна терапија, меѓутоа и во антихистаминици, затоа што е лекарства, таблети, затоа што е присутно чешење и така натаму, значи симптоматски одиме, меѓутоа стрплењето и упорноста се најбитни. Што се однесува до заштита на кожата, јас би кажал дека дефинитивно без разлика на полот, значи мажи и жени, мора да имаме навика и некоја култура на хидратација на телото. Доколку веќе немаме време за целото тело, бар еднаш до 2 пати до 3 пати во неделата тоа да се направи после бањење, а рацете, нели, да се редовно мачкаат со заштитни креми, да не дозволиме да не бидат суви. Така, кои што би ги користеле како превенција, особено оние луѓе што стварно имаат сува кожа, нели, за да би уште поголем проблем. Јасно, да не настане поголем проблем како еден начин на превенција пред се. А нели, доколку стане се појави било каква црвенило проблематика по кожата без разлика каде на телото, веднаш да се јават кај дерматологот, пошто тоа е нешто најпаметно и најсигурно што може да го направат, како веднаш би се реагирало. Што побрзо, тоа подобро. Дефинитивно. Да не се спречи затоа што луѓето, како што реков, најчесто чекаат, применуваат своја медицина, прашуваат, дознаваат, сега интернетот ни е достапен по социјални мрежи, по форуми, по сајтови, еден куп на работи и
грешни Се што информации ќе прочитаат и веруваат, потоа тоа е многу потешко да се среди, него ли она првичното што било појавено. Така, значи за секој проблем на кожата, еве уште еднаш апел до нашите гледачи кои што ќе се појави, најдобро би било веднаш да реагирате, да појдете на дерматолог, секако тој е најсоодветен да ви каже што точно се случува со вашата кожа и со сето она што ви представува проблем. Доктор Дејан, само за на крај, колку имунитетот има улога во појавата на овие досадни екземи и дерматитиси? Па има, би рекол. Доста има. Контраиндикацијски е со некои промени како псориази, формни исипи, меѓутоа во случајот со екземата има доста голема улога. Така. Меѓутоа не е и не значи дека ако имунитетот не е јак, може би повеќе стресот може, отколку да, стресот е еден од најглавните фактори што едноставно не може да го избегнеме, така да превенцијата што помалку да се нервираме, да се грижиме за нашата кожа, да не оставиме да биде сува и сето она што ќе го забележиме веднаш да консултираме специјалист како вас. Ви благодарам, доктор Дејан, ми беше задоволство што денес бевте мој гостин во ваш термин. Останува соработката со Здравствениот дом поликлиника Битпазар, од каде што доаѓате, уште еднаш да потенцирам сите оние кои што еве не следат, а сакаат да дојдат во контакт со доктор Дејан, секако можете да го најдете во поликлиника Битпазар. Ви благодарам уште еднаш, се надевам на соработка и повторно се гледаме во некое друго издание за некоја друга тема. Во секое време ви благодарам и вам на поканата. Почитувани мои, тука некаде ќе ве поздравам за денес. Се надевам дека ви го задржавме вашето внимание. Доставивме доста информации во однос на денешната тема. Ако е така, тогаш се гледаме повторно за 7 дена во исто време, а до тогаш ве оставам во убаво расположение. Имајте добро здравје.